Почитувани гледачи, добар ден, 6 јуни, 14 часот, почеток на денешното отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е Елена Милошевска, со нас ќе се дружите до нешто после 18 часот. Секако како и во секој друг ден, така и денеска за вас подготвивме низа интересни содржини со кои што ќе го задржиме вашето внимание. Традиционално ја повикувам Елена да ги прочита најавите, односно што денеска ќе се гледа како дел од отворено студио 1. Елена, повели. Ти благодарам, Антонија. Добар ден, почитувани гледачи, уште еднаш и од мене. Па ајде накратко да ве запознаеме со содржините кои што следуваат на програмата на 1 ТВ во текот на денешниот ден. Накратко, во овие половина час, односно во првиот блок отворено студио 1, како што е редот, ќе се навратиме на гостувањата од вчера, односно кои беа гости во вчерашното отворено студио 1 и во дневникот и секако во авторската емисија Печат на неделата. И потоа, откако ќе заврши првиот блок, секако следува информативното издание Вестите со колегата Александар Петревски. По завршувањето на ова информативно издание, ние се враќаме повторно во отвореното студио 1 од 15 часот и 25 минути. Овој пат ќе ни гостуваат две, еве да ги наречеме хероини, кои што всушност периодов израдуваа многу девојчиња за матурските прослави, доделија фустани на девојчиња од социјално загрозени семејства, па како ја добиле идејата за оваа хуманитарна акција, секако ќе поразговараме со Александра Мојсова и Кристина Копевска во вториот блок отворено студио 1 и по завршувањето на вториот блок следува уште едно информативно издание Вести со колегата Александар Петревски, па потоа кулинарското шоу Маја готви. Веќе во 17 часот ќе започне третиот блок отворено студио 1, повторно ќе се дружите со мене и со колегата Антонио Крстевски. Во првите половина час ќе ни се приклучи колегата Дејан Андоновиќ, со кого ќе ги анализираме најновите информации и случувања од регионот и од светот. Веќе малку подоцна во терминот од 17 часот и 30 минути ќе поразговараме на темата дека 1100 родители одбиле да ги вакцинираат своите деца. На оваа тема ќе разговараме со Ирина Сотирова Бухова, директор на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, и Шпреса Халими од Институт за јавно здравје. Секако по третиот блок отворено студио 1 следува малку забава, односно нашите ексклузивци, па потоа и веќе добро познатото студио Мода со Сергеј Варошлија. Отвореното студио 1 ќе го продолжи во вечерашниот термин колешката Анета Кочишки во 19 часот и 20 минути, па потоа во 20 часот дневникот ќе го води колешката Кристина Атовска заедно со Анета Кочишки и од 21 часот отвореното студио го презема колегата Александар Чомовски. Со него ќе се дружите се до 22 часот и потоа денешниот ден го заокружуваме повторно со вестите. Тоа е накратко на што ќе гледаме во текот на денешниот ден. Да, а ние почнуваме со исечоците од најинтересните гостувања во отворено студио 1 од вчерашниот ден меѓу нив е и Илија Димовски, кој по подолг временски период се појави на екраните токму во отворено студио 1. Тој прогнозира дека Македонија во јуни нема да добие датум за почеток на преговори со Европската Унија и според него сето тоа е веќе поочигледно. Како што вели Димовски, целите заради кои беше направен договорот од Преспа се јасни, меѓутоа тој не ги дава посакуваните резултати. Власта е оптимист за преговорите, но Димовски го тврди спротивното. Да видиме дел од неговото гостување. Незамислива во една перспектива наназад од пред 5, 10 или 15 години. Не ја продаде на меѓународната заедница. Прва работа, втора работа, состојбата внатре во државата, без разлика на убавите обланди. Како мислите да ја продаде? Не ја пласираше во меѓународната заедница. Добро, ние немаме нешто за продавање, ова не е трговија. Ние пристапуваме кон систем за да споделуваме вредност. Знаете што ми е поентата? Значи, видете, пред 2 години немаше ниту една држава која што јасно, гласно и јавно зборуваше дека е против членството на Република Македонија во Европската Унија. Лани имаше 3, оваа година веќе има 5. Само момент. Прво, НАТО членството го добивме, дали се согласувате?
Па на пат сме да го добиеме. Да. На пат сме да го добиеме. Дали ова велите дека има 5? Чисто како баш денеска е таа информација, холандската влада која се смета за една од владите која е ризична, вели вака владата холандска го дели видувањето на Европската комисија дека владата на Северна Македонија презеде позитивни чекори во изминатата година и дека во изминатата година Северна Македонија постигна резултати во реформите на правосудството, а добар почеток е направен во поглед на трак рекорд на пресуди на високо ниво. Дали тоа значи дека Холандија ќе дозволи почеток на преговори? Ова е мислење на владата во однос на препораката на Европската комисија. Добро. Што предпоставува дека е... Дека нема да бидат 5, ќе бидат 4. Па, јас... Што се против? Не знам. Значи, Боријан, ние живееме во овие 2 години во една еуфорија создадена ради промената на власта. Живееме во една еуфорија во која што беше креирана благодарение на преголемите очекувања. Јас се покари вас да бидеме објективни, без да не разговараме со никаква еуфорија. Не. Јас не можам да тврдам дали ќе добиеме. Јас само сакам да проверам. Јас сакам да добиеме, да не се разбереме погрешно. Во ВМРО ДПМН се убедени дека нема да добиеме. Вака, видете. Прво, ајде почнеме поред. Бидејќи Значи, прво, дали ВМРО ДПМН посакува да добиеме преговори? Да. Зошто? Заради тоа што премногу труд е вложен во минатите години, меѓу другото и од многу структури на ВМРО ДПМН. Првиот позитивен извештај го добивме во време на ВМРО ДПМН. Препораката. Првата препорака. Кандидатурата е СДС, вие добивте препораката, едноставно Европската унија и НАТО и мора да бидат заеднички проект на сите политички сили. Од 10 препораки, 8 се добиени во време на владење на ВМРО ДПМН. Така. Тоа значи дека ВМРО ДПМН без разлика на сите критики кои што биле насочени кон тоа владење на ВМРО ДПМН или до ден денеска се посветувала на таа агенда. Добро, мораме тука да го кажеме дека во 2 наврата во една година Европската комисија дефинира Македонија во тоа време како земја во ќорсокак и следната година е како заробена држава. Онаа градација сега добра, подобра, најдобра препорака. Препорака е препорака, да не се лаже. Многу во политичка смисла тој тип на state capture е многу јака и силна порака и тука сега мислам дека нема што да спори. Да се докаже. Значи, од друг аспект, ние овие 2 години гледаме целосно запоседнување на целокупниот систем, па дури и злоупотреба на системот во политичката битка. Од страна на многу институции. ВМРО ДПМН, на судството генерално, целосно, инспекции и така натака. На ВМРО ДПМН апсолутно му одговара што е можно побрз почеток на преговори со Европската унија од тој аспект. Очекувањата сега ќе ги отвориме токму тие поглавја 23 и 24 кои што го опфаќаат владењето на правото. Ама чекајте, тоа нема да може во таква ситуација. Нема да може произволни постапки да се водат во една држава, нема да може на партиски митинг председател на една партија да се фали со тоа колку кривични пријави поднел и колку обвиненија поднел. Тоа не се случува, Борја. Сакам да ве прашам, вие се согласувате со ставот на Николовски дека па и Димовски вашиот именјак кој е сега член на извршниот презимење дека оваа влада предводена од Зоран Заев нема никакви реформски капацитети, ниту пак има намера да прави нешто од сите оние препораки кои ги добива од ЕУ. И Николовски кој вели дека за жал констатиравме дека кај владата нема доволно расположение за напредок во борбата против корупцијата, во споставувањето на силен систем на владење на правото и подобрување на економијата. Тоа се трите слаби точки кои што оддалечуваат Македонија од датум за почеток на преговори од Европската унија. Знаете што, ве прашувам ова, дали е според вас ова причината поради која нема да добиеме датум за преговори или е состојбата во ЕУ и извесен евроскептицизам во некои земји членки? Мислам дека е првото пред се, заради тоа што ако имавме ние одлично досие, ќе беше многу тешко после Преспанскиот договор да се одбие Македонија во ваква ситуација. Па добро, не е одбиена уште. Па одиме на тој пат. Инаку среда 21 часот има термин, односно следува уште едно издание на Печат на неделата, па токму, како што веќе се знае дека всушност Саша Ордановски ја води ова авторска емисија, па токму на него вчера во
неговата авторска емисија му гостуваа двајца гости, односно Анастас Вангели, докторант на Полската академија на науки и уметностите, и Ненад Марковиќ, професор на правниот факултет. Тие разговара на една навистина интересна тема, односно проценките се дека всушност демократијата во Европа е во длабока идентитетска криза. Во продолжение да погледнеме дел од ставовите кои што ги изнесоа двајцата гости. Се е судир меѓу две димензии многу битни на демократијата, кои меѓу себе знаат да бидат многу исклучиви. Тоа е репрезентативната и представничката. Репрезентативната, пардон, и партиципативната, репрезентативната и представничка. Мислам дека репрезентативноста ја јаде партиципативноста. И колку повеќе јакнат овие модели на просветен абсолютизам, што би рекол вашиот колега Лазански, отворено го заговара тој модел, дека е подобар отколку демократија. И не е негов само. И не е само негов. Толку се јаде партиципативноста долу. Се партиципативноста пробува да врати. И тоа на два начина. На малце помалку агресивен и на еден поагресивен начин. Првиот е нешто што се нарекува демократски иновации. Не знам, секогаш во литературата се дава оној фамозен пример на партиципативно буџетирање во Порто Алегре во Бразил и така натаму и ред други иновации, не знам, отворено владино партнерство и така натаму, на еден начин каде што ја кооптира државата и пробува да ја демократизира инкрементално, но враќа и на еден друг начин. На тоа се социјалните движења. Каде што влага во отворена фрикција, во принцип ова го проучувам периодот релацијата меѓу социјални движења и демократски иновации, ќе видите дека литературата ги третира како два потпуно паралелни феномена. Или ќе пробате да кооптирате државата и да демократизирате инкрементално, зголемувајќи го нејзиниот партиципативен капацитет, или ако гледате дека тоа е залудна битка, одите на сценарио 2, ваква револуција, онаква револуција, еднобојна, шарена, не е битно каква. Тогаш веќе се уват социјални движења кои може да бидат меѓу себе поврзани, може да имаат помал или поголема синергија, меѓутоа сакаат директен конфликт за да ја вратат партиципативноста на сметка на репрезентативноста, стои суштина и проблематиката во дебатата на односот на ЕУ кон земјите членки, како е целиот тој систем изграден. Тоа е инаку одговорот и на некаква лев популизам. И на некаков, како да кажем, антиавтократски, но сепак популистички движења кои што се обидуваат сега употребувајќи ги методологиите на популизмот да ја вратат можеби дури и либералната идеја во игра. И не само во Европа, туку тоа гледаме и кај нас дека се одвива, од оваа дискусија ќе свртиме малку и на нашите случувања. Какви се перспективите на тој модел? Дали тој судир со глобализацијата на крај не донесе за потреба да се симне политиката и меѓународот, бидејќи во суштина таму е вриежот, таму е партиципативноста? Види, јас сега ќе оповрзам ова твое прашање со она прашање за алтернативи, особено примерот на Кина, нели, бидејќи веќе полуго време се бавам со Кина и глобалната политика. Значи, примерот на Кина, која што во моментов е нели број 2 светска економија со прогноза наскоро да ги претекне Соединетите американски држави како број 1, и целата нивна траекторија на тоа економско чудо од 78 навака, едноставно не само не издигнува Кина само како конкуренција на ниво нели на мок и влијание во светот, меѓутоа и на едно да речеме во општествените науки и во конкретно во политичките науки како еден пример она што све не било предвидено или што све можеби западните теоретичари сгрешиле, пошто како што рече претходно целата либерална демократска мисла е всушност западен културен производ со многу мал инпут надвор од западот. Значи, особено издигнувањето на Кина, меѓутоа ја би рекол тука не само Кина, Кина е можеби најзначајниот дел и многу други држави од Азија. Растот на Азија цел. Така. И она што допрва не чека растот на Африка. Да. Се еден вид символ дека поинакви траектории се можни. Дека Кина е особено важен пример, затоа што они никогаш ни една лекција не добиле од западњаците на ниво на нели она политички систем. Сега со економистите може да се расправаме колку нивното отварање во рамките на тој неолиберален пресврт во 80-тите или не, меѓутоа тоа се други теми. Сега Кина таква каква што е, со сите своји недостатоци, со сите своји успеси, особено во западниот поглед во времето на кризите, особено кој што почнаа пред 10 години или и повеќе 2007-2008 финансиската криза и све, почна особено да служи како огледало
за сите недостатоци на западниот систем. И тука ќе се Во смисла на развојот и во смисла на одржувањето, не во смисла на демократијата. Значи во смисла на целиот комплекс политика, економија, governance, тука демократијата јас ја гледам како само еден дел од целиот систем. Тоа е инаку теоретско интересно прашање, дали демократијата е дел или демократијата чадорот на политичкиот систем. Да, тоа е тоа што реков на почеток, да. Меѓутоа, она што беше дискурсот, например, кај многу западни мислители, тоа беше нели периодот кога се уште беа сите фасцинирани со Кина и не се плашеа толку како што е примерот во последните години. Тоа беше исечок од Печат на неделата. Секако целата емисија може да ја погледнете на 1tv.mk, а освен што има гости во отворено студио 1 и во авторските емисии, секој ден гости има и во Централниот дневник. Таков беше случајот и вчера вечер, каде што гостуваше Малинка Ристевска Јорданова, директор на Институтот за европска политика, инаку експерт за евроинтеграција кој што учествува во процесите во Македонија, но и во Србија и во Албанија. Според неа, мора да се бараат нови наративи и балканските аспиранти за влез во Европската Унија и НАТО. Мора да престанат со вечното падни стани и така наречено плачење за целиот процес. Еве дел од разговорот. Како што одушевувањето не е големо ваму, така и реформите не се големи на оваа страна, но ова веќе е приказна што ја повторуваме многу долго време. И за нас што сме малку подолго во процесот е здодеана. Така што мора да се бараат некои нови наративи и да престанеме со ова вечно падни стани, плачење и ламентирање над процесот. Ова важи веќе 15 години паѓа. И какви се изгледите оваа година со оглед на извештајот кој го добивме, но и со оглед на расположението во Европската Унија за кое зборуваше и поранешната хрватска премиерка? Па одговорот Косор би требало да го дадам. 50-50 е работата. Мислам, очигледно дека за јуни не може да се стигне. Поради сигнал. Значи, германскиот Бундестаг ги планира работите малку понавреме, да имаше реално голема политичка волја. Мислам дека тоа ќе се средеше, немаше да остане на технички проблем. И сега на преден план доаѓа ова одолговлекување, кажеме, поради Германија, но сепак се уште е неизвестна Франција. Тоа сакам да ме прашам, постојано сме како се движиме низ лавиринт. Холандија и Франција, па сега се испостави дека еве Холандија и не е толку проблем, па туку е Германија која инаку ја сметавме за еден од нашите најважни потржувачи. Каде е проблемот точно? Па, ако анализираме малку подолго каков е ставот на Германија воопшто кон проширувањето и кон регионот, ќе видиме дека тој е конзистентно, да речеме, еволуира. Германија беше спонзор на Хрватска, Хрватска влезе, сега има една друга стратегија кон Балканот, да, треба проширување, но многу внимателно и не пред 2025-та, тоа е барем официјалниот став. Така што мислам дека не треба преголемо воодушевување од или сега еве овој ќе не повлече или оној ќе не повлече. Македонија го има тој проблем на немање на спонзор голем во целава ова приказна на интеграција со НАТО и мораше во текот на времето всушност добро да игра, да кажеме, со сите големи играчи во Европската Унија. Како се чини изјавата на Заев, која известен начин може да се земи како видна закана испратена кон земите членки? Ако не земете во преговори, ќе ви се врати национализмот? Ќе се врати национализмот, да, и ќе падне владата, кај ни паѓаа владите сега, така што тие се преокупирани со нивните влади. Стои во враќањето на национализмот. Заканата за враќањето на национализмот се веќе допира до нив, но дека не допира доносилно за да направи поголем пробив да направи и минатата години, а и сега поголем пробив односно ние. Значи ние ќе може да бидеме многу по-упорни во цела оваа ситуација, кога и понатаму процесот на проширување е на една успорена дека ќе по систематично целиот. Ако ние
Добро, сега нормално е јавноста да ја интересира вака пред самитот. Но потребна е долгорочна стратегија. Ова е долг процес, не биде едноставен и нема да Зборувате за биде процесот на преговорите? Зборувам за процес преговорите. Не, сега ние зборуваме за од темата дали воопшто ги добиеме. Ги добиеме. Мислам нема да биде до крајот на година, дека реално ќе биде едната година. Стартот дека е или одлуката на Општиот совет? Стартот. Да. Се брза очигледно за одлуката да се донесе за почетокот, за значи да се раздвојат тие два чина. Едниот е кога советот носи одлука да се вика меѓувладина конвенција за признание. И тоа е тоа што викаме дале датум за преговори. И потоа е одржувањето на самата меѓувладина конференција. Значи, она што ние очекувавме сега беше во заклучоците да се напише да меѓувладина конференција ќе се одржи. Комисијата се задолжи да подготви преговарачка да подготви рамка. Добро, тоа е тие рано подготват бидејќи нова е заедничка позиција на пак поминува низ државите членки. Меѓутоа, штом го нема датумот, сега се поместува нели натаму за јули и штом вие избегате од оваа рамка на јунски самит и декемвриски самит, кога се одлучува главно за овие прашања, тогаш се оди на вонредна патека. Инаку времето се затопли, а тоа со себе носи и опасности. Една од нив се токму змиите, а инфектолозите предупредуваат дека во мај и во јуни змиите се најопасни, најотровни, бидејќи се изложени на сонце и предупредуваат луѓето да внимаваат кога се движат во природа. Токму на оваа тема на колешката Јана Јосифовска вчера и гостуваше Војо Иванов заедно со еден од своите екзотични колеги. Да погледнеме за што станува збор. Сосема природно во овој период од годината да се разбуди природата, нели да имаме повеќе дожд, мотивира природата да расте, но и да се размножува, а во друга страна нели и змиите како составен дел од таа една биологија, како се тука присутни, што можеби во тие месеци од годината кога зима или кога е по суво не ги забележуваме толку, можеби акцент се става во овој период од годината. Не е типична во текотици, сега бидејќи се реално и многу брзо, се атрактивни, секако дека тоа изгледа малку така бомбастично, ама во секој случај не е. И сега знам дека голем дел од родители, особено мајки во овој момент ќе паничат и ќе викаат: "Ма пушти го бре се, а он ќе ми каже, змии." Да, ние поентата за еве со овој разговор да малку е страшна против да кажеме консовети еве и од твоја страна. Така е, така е. Значи, веројатно пак ќе речеме нормално овој период да ги имаме во таква. Но и во не е ништо страшно, ја знам дека звучи многу дома, ама до некаде и поле ради тоа што тие дека дошле по некој синџир на исхрана од типот за единствено што ми се допаѓа, повтор социјалните мрежи може брзо да отиде, а тоа се некои начини на кои што вие ќе треба да ги истребувате, нели оние кои што паничат во моментов, па ќе треба да ги истребат со одредени отрови и слично. И тука ќе ги приметите многу често се спомнува сулфур, се спомнува препарати кои што се одредени места као од вратите од вашиот дом. Јас ве уверувам со тоа ќе направите многу голема штета на целата природа, не само на змиите, и автоматски предизвикувате многу поголеми други проблеми отколку што ќе се заштитите во овој случај од еден рептил. Да, само пред да продолжиме со разговор, да напоменам дека ќе ги отвориме телефонските линии, слободно може да се прашање во овој однос, ве очекуваме. Ајде сега малку за запнување. Спомена дека во принцип во домовите или во урбаните средини змиите се појавуваат по плен или така наречено. Малку ми е чудно ако од една страна е познато дека имаат развиен од луѓето, како па на пример од друга страна се наоѓаме во ситуација да се појави во нечи дом или некој јавен простор. Знаете како со низ годините ние навлегуваме многу се повеќе во природата. И нормално е природата да некако мигрира и се симне можеби повеќе надоле. Не е ништо чудно за луѓе, нели, оној вистински селенец, не за викендаши, за луѓе кои што живеат баш на село. Македонија секогаш на пример за змија вели змија и смок. За него змија е отровна, нели, поскокарка, а за него смок е нешто со и за него смок има една друга димензија. Они селаните ги викаат чувар на куќа. Верувам дека голем селска куќа, чувар и дека е злото. И тука веројатно имало нека логика заради тоа што минатото приметиле дека куќите кои што имаат смок немаат болести, односно немаат глуви. Во тоа време глуви биле тие кои што ширеле болести. И сега знае како веројатно тогаш имало страшни болести од кои се умирало, нели? Имале смок или во секогаш биле за
И на тој начин, кога ќе го виделе, велеле, еве смокот сигурно има дни, нели? Така ја представале или ја гледале болеста која точно која дошла. Ама што ми беше поинта, вистински едноски селенец никогаш да убие змија. Ви текнува секогаш кога цртале или сме гледале во сликовници како дечко кој што горе да, го користеле гниња, нели да ги извадат од кај мајката, но многу често таа кука ја користеле за да ја закачат змијата, за да ја удрат, туку да ја закачат и да ја тргнат настрана од пат, може да си помисли. Тие верувале дека е греф убиете змија, токму поради тоа што ќе си го убиете говорот на куќа. Гор може по целедната на интернет страна 1tv.mk. А тука се ближи крајот на овој прв блок отворено студио следуваат вестите со колегата Сандар Петрески, а со Елена средате во 11 часот и минути. Останете на 1tv.